Брегалница остава без леп стотина семејства во Караарман. Водата им ги носи најплодните ниви. Од мината годишните поплави досега сменетиот тек на реката уништи над 2 хектари плодно земјоделско земјиште. Штета е многу голема. Голема штета. Тука имаше още по 1 декар луѓето натака има. А сега се остана у реката. Најавите за нови дождови во следниот период се причина за паника и страв кај жителите, од уште поголеми штети. Таа кривина ќе почне да копа, да придава, да копа, да придава и у полето дојде. Не дај Боже, ако уште води доваѓат појаки, до мојата куќа полето ќе го нема. Стравот на жителите е разбирлив, зашто единствен начин на екзистенција на повеќето е токму оваа почва. Ово е поле срцето на Караарман. Едино највредно што луѓе тука може да има 100 фамилии што живеат само тоа земјоделие. Па се произведува пченка, пченица. Беше понабеториста. Па овие луцитки се сеат луѓето, на целото поле се сејано ви беше. Токму поради ова жителите бараат итно решение. Бараме до градоначалникот, до било кој да ни помогне нешто да заврши работа, да го спаси полето, не друго. Додека се не фане тај правецо, да се фане горе кривината, ова правецо, реката се ќе копа, доле ќе носи. Се ќе копа. Сега, ако се инициират там да направат, правецо да го земат, тогај ќе се исправи и ќе заштити полето. Од општината велат дека прават проценки и бараат начин како на овдешните земјоделци да им излезат во пресред. Доколку постои иницијатива, ние ќе ја разгледаме, но во овој момент општината нема средства да разгледува една таква опција и се надеваме дека во соработка со државните институции ќе се најде некое решение. Се разбира доколку тие тоа го побараат од нас. Идентичен ваков проблем има и земјоделците од Чердаклија, каде брегалница однесе десетина хектари од најплодното земјиште. За тоа да не се случи и во Караарман, жителите бараат брза реакција.